Битолчан избра живот во Битола за сите. Според конечните, а не официјални резултати од гласањето на локалните избори, од сите 170 избирачки места во општина Битола, бројките се следните. Кандидатот на СДСМ и коалиционите партнери Наташа Петровска доби 31.337 гласови, или речиси 60%. А незиниот конкурент од ДПМН Зоран Илиовски 17.715 или 34%. Разликата од речиси 14.000 гласови ја потврдува победата во прв круг на новата градоначалничка Наташа Петровска. Советничката листа на СДСМ и коалиционите партнери, предводена од Валентин Груевски, доби поддршка од 26.555 гласачи, што значи 51%, а листата на ДПМН е 17.481 глас или 33%. Бројките го прокажуваат и односот на силите во новиот совет на општина Битола. СДСМ и коалицијата ќе има стабилно мнозинство со 17 советници, наспроти ДПМН со 11 советници. Во советот ќе партиципира и 2 советници од независната листа и 1 советник од листата на албанските партии. Ваквите бројки од изборите во неделата покажуваат само едно: дека во изминатите 12 години тогашниот градоначалник и претходната партија на власт ДПМН водеа погрешни политики кон Битола и битолчани. Без речиси никакви капитални инвестиции, со непринципиелен однос кон бизнис заедницата, без перспектива за младите. Ја уништија Битола, ја добија казната од битолчани. Почитувани сограѓани, да искажам голема благодарност до сите оние кои ни ја дадоа поддршката со својот глас. Најдемократски, без закани, без уцени. Вашата голема поддршка за нас ќе значи голема обврска да ги реализираме ветувањата од изборната програма, но и голема одговорност да ја вратиме Битола на местото каде заслужува. Битола треба и мора да биде поубаво и подобро место за живење. Новата локална самоуправа, предводена од Наташа Петровска, тоа и ќе го направи.